Американскиот председател го пофали човекот кој го запре масакрот во Австралија, но не го именуваше. Brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that man that did that. Овој чин се обиде да го присвои и Нетањаху. בדרך הנה סרטון של יהודי שמתנפל על אחד המרצחים, שומט ממנו את הנשק ומציל מי יודע כמה נפשות. Сепак, еден од напаѓачите на еврејската заедница на Бон плажата во Австралија го разоружа муслиман, Ахмед Ал Ахмед. Неговиот идентитет и потекло го игнорираа и светските медиуми, меѓу кои Guardian, New York Times и Washington Post, кои и по откривањето на идентитетот продолжија да го пишуваат како случаен минувач. Овој 43 годишник, сириец по потекло од Идлиб, е собственик на продавница за овошје од австралискиот Сатерленд. Ранете со 2 куршуми, а Ахмедовите роднини, кои го нарекоа херој, рекоа дека е во стабилна состојба по првата операција. We hope he will be fine. He's a hero. 100% he's a hero. No, he's done the first surgery. I think he's got 2 or 3 surgery that depend on the doctor what he says. He took like a lot of medication and he can't speak nothing, that's why. Мајката на Ахмед рече дека тој од секогаш бил храбар и дека сакал да им помага на луѓето. За својот чин Ахмед доби пофалби и поддршка од целиот свет, а за помошта во опорувањето веќе му се донирани $1,1 милион. Двајца напаѓачи, 50 годишен татко и 24 годишен син, Саџид и Навид Акрам, убија 15 лица за време на прославата на еврејскиот празник Ханука на една од најпопуларните плажи во Сиднеј. Еден од напаѓачите е убиен на местото на настанот, а во овој масакр повредени се повеќе од 40 лица.